Минатата недела имавме отворена позиција што заврши доста добро. Значи, Cat JPY, игравме бај. Ако се сеќавате, не знам некој од вас дали бевте присутни минатиот митинг, анализиравме. Спомнав дека последнава недела беше баш спора, односно не ми даваше некои назнаки тука дека сака да игра бај. Консолидираш. Затоа не сакав да ја имам во вач листата за трейдови, но пропуштив еден детал дека беше крај на месец, ова зборувам за прошлата анализа, значи беше крај на месец, крај на недела, така да секогаш крај на месец многу ретко има голема експанзија на некои пари. Значи, кога ќе заврши месецот, секогаш се стишува маркетот, така да консолидира. Односно завршува месецот, завршува неделата, така да сите го чуваат капиталот за нов месец нормално. Така и на овој парав да имаше стишување. Баш тука што кажав дека не ми е баш нешто интересно ова што го гледам за бај, но го пропуштив тој детал дека е крај на месец и затоа ја додадов како во вач листа како нов пар што го гледам. И она што беше интересно, односно она што сакавме да се деси, чакавме Sell-Side Liquidity да се собери, и после Sell-Side Liquidity, значи ода го видиме, 4 сати беше во даунтренд. Значи, нашето правило вика 4 сати uptrend да се направи, ретест, па бај. Се ние влеговме малце агресивно. Зошто? Значи со овој engulfing candle што се случи последно на ентриот што го направивме, чим стаса до зона на интерес, собира Sell-Side Liquidity, ми дава преголем engulfing candle, каде што на 1 сат имаме овде брејтна структура, имаме заглавен EOI, значи зона на интерес заглавена, се случува engulfing, дава брейк на engulfing, дава брейк на EMA, на 1 сат дава брейк на структурата, значи за мене дека овој лоу останува како важен лоу и дека овој лоу нема да биде соберен, односно пред да биде соберен овој лоу треба нешто друго да направи цената. Така да овој го земам како важен лоу, значи стоп, што ни е стоп лоусо. Зошто? Најнаш цената го собира Sell-Side Liquidity, следната свејча се спалува, односно напушта зоната на интерес. Со ова свејча, значи мене ми докажува дека зонава на интерес е ретестирана и заминува ценава нагоре. Тоа значи во позадина дека овој лоу е важен и дека на цената не е од интерес да слегува надолу, туку остава лоу, се уклучува банката, се уклучува инвеститорите и продолжува нагоре. Клучен момент беше што беше engulfing candle и на 1 сат што ми даде брейк значи на овој хај ми даде брейк, ние бевме точно да влезени на ретестов. Значи од кога даде брейк, engulfing имаме на 4 сати, на 1 сат брейк со engulfing, на 30 минути имаме исто брейк, кога одиме на 1 сат имавме head and shoulders, значи на 2 сати имавме исто head and shoulders, некој минимален head and shoulders, али за мене беше доста доволна конфирмација дека сака цената да орига нагоре. Head and shoulder, break, retest. Се овој retest искрено можеше да се деси малце помнатре за да се позиционираме убаво, но како и да е, значи чим се затвори ова свеќата, ја спуштив entry сигнал за да играме бај. Онакво, таргет профитот ми беше на структура горе, значи гледав дека лево, кога одиме на лево, значи на 4 сати има премногу пати реагира, значи се смета за валидна зона на интерес, на 4 сати правиме мувет, али кога сме на daily uptrend, на weekly uptrend, не секош забележам како ноут дека би реагирала тука, но мора да имаме како пример или како да кажам, мора да бидеме предпазливи, значи да не алчиме да го бркаме овој хај, ако имаме тука зона на интерес има друг хај. Речеме ова е помал хај, последен, ова е горе. Значи овој што е разликата од овој хај до овој? Овој хај се најдува во зона на интерес, овој хај се најдува над зона на интерес. Сега цената може слободно да дојде да го собери овој хај, да се врати пак да има подлабок ретест. Тоа се случува на крај на недела, значи ние едноставно што ни беше цела недела стаја на позицијава, што се вереше хајф, ако во случај, во овој случај, да, направи 1 со 3, но ако се десеше во многу случаеви да одреагира и да се врати на ретест, едноставно ќе немавме ни 1 со 2. Само да видам некој пишува. Здраво екипа, добро. Океј, фокусиран сум на чартов, ако треба нешто само прекинете ме. Пошто не сакам да го гледам чатов сега,
да не би бега фокус. Значи, таргетот ми беше 1 со 2, минимум. Зошто? Имавме зона на интерес, имавме хај. Значи, можеше комотно тука да се држи 1 со 2.30, но значи едноставно сакав 1 со 2 и да се излеземе кој што треба. Зошто? Значи, во петок имавме CPA, мислам, на Кет, имавме и други вести на доларот, така да не сакав да бидеме во учесници на вестите, иако вестите беа во наша полза, да речем. Али не секогаш знаеме дали вестите ќе биде во наша полза или има едно правило за мене што фундаменталното став, односно вестите секогаш следа техничката анализа. Значи во поголемиот дел следа, така да накратко сакав да проговориме за овој трейд. Значи, пак ќе кажам, многу одличен трейд. Баш цената реагира од таа зона кај што чекав да имаме брейк. Што се случува? Секогаш кога сме долу, реагира од сел. Секогаш кога ќе даваме брейк, реагира од бај. То се случи и после ритестов, овој длабок ритест даде, реагира точно од таа зона кај што ми беше квадратче, точно од таа зона и си продолжи бај. Така да, во иначе гледаме многу вакви работи. Ова исто, значи, што кажувам овде, можеше да се деси одаде. Да дојди, сега сме овде, кога исклучив треба, бевме моментално под зоната. Значи, чисто можеше да се одреагира од зоната до сел. Сега кога имаме брейк, ваков, да речем, кога имаме брейк на зоната, се што е следно? Ритесто дава зона да продолжи бај. Арно, ама, ова го гледаме на еден сат, кога да име на дейли и кога да име на викли, веќе импулсо или тоа што треба да се случува е тргнато. Значи, ние влеговме на пред ова свеќа да се случи, на тава недела, значи ние бевме влезени тука. Чим сме влезени тука, не сме далеко. Значи, негде на средината од патот. Но овде веќе трейдот е избеган, односно ценава избегала од зонава на интерес, така да не гледам одавде. Значи, одавде, ако видиме лево, па има други зони на интерес што се навикли на дейли, значи можеме повеќе зони на интерес да најдеме кој што одавде слободно може цената да одреагира и да се враќа сел. Така да секојаш на почетокот трендо или во средината трендо ни се најдобрите позиции. Толку имав да кажам за паров што фативме, односно трейдов што фатив минатата недела. Дали има прашање пред да се префрлам на другиве парови? Имаме 4 парови, значи ќе биде брз митинго, пошто не ми е баш сјаен на маркетов за следнава недела, така да ако има прашање, слободно еден по еден прашајте. Ако нема, ќе продолжам со анализа за следнава недела. Што што кажав, овој пар е веќе избеган, така да овој пар не го следиме. Димеа, имаш ти вач листа, например, направено, да речеме, одредени парови кои што ги гледаш константно или пак рандом ти се ги избираш, да речеме, во зависно од недела? Бач листа десно, не знам се дали се гледа. Значи, јас секогаш ги гледам сите Форекс парови. Значи, гледам кондиција, гледам weekly time frame, значи имам одредени точки што ги гледам. Значи, сите ги поминувам. Не се овде сите, имам 2-3 што ги нема, али во главно се поголемиот дел Форекс парови. И сега, Аха. ако има да речам што ми се коса со правилата, ако има нешто, значи контратрендо и не гледам, многу ретко гледам, сега во ситуација имаме контратренд, мислам што гледам, GBP Cat, или многу ретко гледам контратренд ако имам повеќе парови што се протренд. Така да, Да, на да, пример, сега онлайн, има, да, да. има сега овде 20 парови, од 20 парови јас гледам само 4. Не значи дека овие парови нема да се случи нешто на нив од тоа што сум очекувал или Да, да, тоа што јасно. е тргнато, Јасно. ама едноставно не сакам да се инволвирам во нечиста слика што ми Точно, не, представува знаеш што, неемирна. муабетов ми е да речеме да си концентрирам на неколку парови или да речеме 2 до 3 максимум пара и да ги работиш. А, како да ти кажам, добиваш и некаков сентимент или добиваш чувство за одреден, значи, пар, така да многу полесно е да фаќаш позиции во така кога добиваш, отколку да речеме да гледаш повише од 20 пара. Меѓутоа, сега, тоа е индивидуално. Да речеме, збориме еве за тебе лично, ти може да гледаш, да речеме, и 20 пара, и во однос на твојата стратегија, кој пар прави она тебе што ти се свиѓа, значи она ти што го очекуваш, значи према тој пар се врзуваш. И тоа е окей, коректно е, за мене не е проблем. Меѓутоа, на пример, ја да речеме, работам неколку пара само и си терам по мојата стратегија. Меѓутоа, ако остане на крај,
на крај на овај Zoom, ако имаме време нешто, ќе дадам дел, значи некој мал увид во мојата стратегија, на што го работам ја. Меѓутоа, продолжи диме натака, па ќе видиме на крај. Важи? Така, да, не е проблем. Знам што сакаш да кажеш, кога почнував со Форекс и јас гледав само Дикси, гледав фунта и гледав евро, значи во корелација беа, али постепено Да. како што учев и навлегував подлабоко на маркета, ако алгоритмот на еврото работи да речем подредени правила и прописи, така работи на фунтата и на јено и на се, така да Точно, точно, од точно, точно. таа гледна точка одскок на јас и ова работи да речем стратегија и на биткоин, работи на криптовалути, работи на фьючерс, работи на сток. Точно, точно, Да, али точно. тоа што го кажеш едж, да речеме оно на англиски едж, што ете земаш едно, да речеме на иста стратегија, односно еврото ти функционира најубо на тоа ти што го гледаш. Не е значи грешка ни само евро да гледате или само фунта. Да Дека не се склопи индивидуално е, толку да, да, ствари. да, да. Има на пример Океј, океј. парови што има различна кондиција, има некој пар што во денот тера 30 пипа, има пар што тера 300 пипа и сега да седиш да Точно. очекаш овој 30 пипа и 300 не е исто, така да ти ја разбирам поентата, али како Така, што диме се регулов, да, разбираме, океј. подлабоко. Да. Океј, се Океј. враќаме на Euro GBP. Минатата недела гледавме бај, ми остави некаков си пимбар, не баш сјаен, значи овој пимбар не ми е баш сјаен, пошто е контра, значи ако гледаме ваков пимбар, овој контра е за сел. Арно, ама не значи дека ако е, значи ако е само пимбар на викли, дека по секоја цена ќе слегува надол цената. Така да, тоа е единствено што не ми е убаво, да речем, на weekly time frame, но кога одиме на daily, значи на daily имаме пак еден вид на head and shoulder, го видите оде лево рамо, глава, десно рамо, се што е следно. Не е битно само да имаме head and shoulders, битно е да имаме break на тој neckline што го вика. Значи, тука има neckline. Што сакам да се случи? Сакам engulfing candle да видам на daily. Тоа што значи дека да имаме buy модел на daily. Да има break над ова структура, потоа да имаме retest, buy. Тоа што би значило? Би значило понеделник да се отвори, да консолидира, вторник во најмала рака вторник да ни даде engulfing, среда да ни даде retest и среда да речем околу Нью Йорк сесија или четврток на пример Лондон сесија да дадиме buy. Така да на daily сме uptrend, weekly сме исто uptrend, значи ова е последен low, ова е последен high. Заглавени сме во зона на интерес, weekly, daily зона на интерес, психолошки левел имаме, EMA ни е тука. Daily, го што кажав, се формира head and shoulders, очекувам engulfing на 4 сати, значи можност да се собери sell set liquidity, она што е битно да се собери sell set, кога ќе се собери sell set liquidity, најбитно е тоа што дали банка, дали инвеститор ќе влезе во таа позиција, собери, односно ги собира парите. Собери пари, автоматски тој има капитал да го вложи за да поместува цената. Што прави? Fake movement. Се спушта надолу. Значи овде имаме селери. Селери става стоп лос тука. Се спушта надолу. Автоматски се отвара weekly candle. На weekly candle пуштаме вик, она што викаме манипулација. Собира се sell set liquidity, после манипулацијата, акумулација. Тоа што да речеме собира средства, е тек кога ќе се деси експанзијата, ние знаеме дека банката си ја Дистрибуција, да. дистрибуција. Да, Ние да. знаеме дека банката си ја направила своето, односно собрала пари, направила манипулација, влегле во трап сел играчи и сега се јавила нагоре со engulfing candle, ова ви го симулирам, да ви го доловам, пошто знам дека на многу луѓе не е јасно, тие што сте нови. Тој engulfing, тоа видливо, кога ќе видиме таа експанзија, знаеме дека уствари банката собрала долу, си ја завршила работата, собрала пари, дала engulfing candle, ни дала назнака дека се вклучува. На тој ретест се случува онај entry сигнал. Не е битно само да се врати ретестов, туку што кажав на претходниот пар, од кој ќе се врати да речеме на ретест, се симулирам. Овде добиваме engulfing candle, голем. Имаме брейк на структура. После почнала ценава да се враќа. Сега, моментов кај што чакаме да се врати. Тука треба повторно некој момент да ни дај на engulfing. Зошто? За да знаеме дека овој low би бил значаен, кој што кажав на минатиот пар. Ако видам јас дека овде ценава брзо ја напушта зонава на интерес, тоа знам дека кој low ми е заштита. Не по секоја цена, ако знам јас или ако го деси одека може да не нисфрли. Може да нисфрли милион пати. Но ова е за мене видео, онај entry сигнал што чекам. Ако напушти зонава на интерес брзо со engulfing, тогаш јас влегувам во позиција.
Сакам да доловам дека не е по секоја цена само чакаме ритест, оти тоа може ценава да дојде овде. Да направи ритест, акумулација некој бум да продолжи надолу. Значи тоа не е доволно да знаеме ние дали цената ќе одреагира. Ние чакаме да дојде до зоната на интерес, чакаме некаква си реакција, после овој engulfing чакаме ритест, бај, на тој ритест чакаме повторно некоја реакција на помал таймфрейм, зошто? Пошто секој помал таймфрейм креира приказна за поголемија. Откој ќе се деси таа реакција, тогаш имаме бај. Значи не се плашете за тие што сте нови или што ги слушате на овие терминали, значи че има објаснато се. Сега сме уште и јас сум нов, тараме чисто маркет анализа, после че има и објаснување и зона на интерес и таймфрейм и се. Значи можете од спартаван чисто да учите, или после се тоа ќе биде комплетирано и ќе се префрлиме точно нова стратегија. Тоа е што се случи Euro GBP. EUDCAT, минатата недела исто ја гледавме за сел, минатата недела искрено за мене некаков вид на консолидација беше. Не за мене, исто кој ќе видите, значи горе долу. Што значи тоа акумулира средства? Не значи се дека по секоја цена би одела пак сел. Зошто? На викли имам забележано, ова ми е харами патерн за бај. Значи на голема свеќа, после онма имаме реакција, се затворила другава свеќа над пола од ова. Тоа е значи харами патерн. Овој патерн значи за бај. Но не по секоја цена би одела цената бај, зашто и навикли сме бериш, на дейли сме бериш и сме заглавени во зона на интерес. Што е следно? На 4 сати. Значи оде имам забележано, односно можете и ви да видите дека сиот buy side ликвидите е собран во зона на интерес. Односно и потоа станава се вратила назад. Се овде кога ќе одам на 4 сати, пак имаме некаква си зона на интерес. И ова сватете како од зона на интерес во зона на интерес оди ценава. Сега, за да не бидиме ние трап од зона на интерес во зона на интерес, ние чакаме ценава да излези. Значи ако излези ваму, автоматски на дейли ни се прави булиш. Retest buy. Ако излези под оваа зона на 4 сати, што во случајов нас ни одговара многу повеќе да излези во 4 сати зона, зошто ти ќе одиме со трендо. Ако излези од оваа зона овде што имам нацртана 4 сати, тоа значи, пак ќе кажам, engulfing ми е најбитно нешто што сакам да видам. Да се уклучи банката, да има engulfing, да се затвори body candle под оваа зона на интерес, да имаме retest, продолжуваме за сел. Зошто? Викли бериш, дейли бериш, 4 сати го чакам исто бериш, може на 4 сати да стане и булиш, може да го чакаме после повторно да стане и бериш, може да влеземе поагресивен трейд како CAT JPY, но сето зависи што ќе ни спринта маркет. Значи ние сега само предвидуваме што може, ако ни се случи нешто, ако ни се потврда правилата, влегуваме, ако не никому ништо. Поубаво е да го заштитиме капиталот, кој што кажав во изминативе видео, колку да влеземе, колку да бидеме во позиција. GBP CAT го следевме за сел минатава недела. Имаше реакција од таа зона на интерес, даде некаков си сел, се врати, искрено, ништо посебно. Не гледам, повторно чекам buy side ликвиди да се собери во зона на интерес, значи се врати цена околу ова зона на интерес, да играме сел. Овде она што е различно друго е counter trend, што значи тоа дека навикли сме булиш, а ние гледаме бериш. Зошто бериш? Пошто има цени кои што достигнува extreme high, extreme low. Значи овде не е extreme high, extreme low, зошто? Пошто extreme значи нешто што е највисока точка. Арно, ама еден детал кој ќе видиме налево, значи ценава не била до ова точка не била од 2016, така да тоа се години уназад поминати, така да го земаме како extreme high, значи не all time high, туку extreme high, кај што има потенцијал за да реагира за сел. Затоа е овој специфичен counter тренд, како што гледавме на еврото и на фунтата, не значи дека може да се деси од тие extreme high, но ако се случи според наши правила, одиме сел. И GBP AUD, сакам да собери buy side liquidity, ова мислам дека е weekly имаме engulfing candle, контра тренд, да, и ова е контра тренд. Вик преголем, исто овде не е од 2000, уствари да, од 2015 овде нема ценава дојдено, слична приказна на GBP CAT. Извине, тоа беше на monthly, на weekly. Monthly многу ретко гледам. Значи на weekly ценава нема дојдено од 2020, еднаш реагирала 2016 два пати, така да се зема како extreme high. На weekly овде што ми дава некаков вид за селе,
ова е engulfing candle. Мал е кенделов, но има голд на претходната свеќа, така да ми дава некаква реакција за сел. Daily сме, ова е последен хај, ова е последен лоу, значи не е собран овај хај, значи јас трендо го следам ако се затвори со body candle. Виковите се за мене манипулација, така да ова е само собирање на buy side liquidity, не е промена на тренд. Daily го гледам bearish. 4 сати е исто bearish, но овде име оставена некаков си double топ со викови, така да што сакам да се деси, да се отвори маркето, buy side liquidity да ни собери, то значи дека на викли оставаме вик, манипулација и после да ни дај дистрибуција и да одиме сел. Ако се деси ова според наши правила, значи engulfing, buy side liquidity собрана, реагирана во fair value gap, premium discount, зона на интерес, психолошки левел, ако не се потврда правилата и да е контратренд, отвараме позиција. Тоа е тоа што се однесува на маркета, значи имаме само 4 парови, зошто? Во ти другиве парови искрено не ми даваат некаква чиста слика, например NZD-JPY, ако се сеќавате го гледавме за бај минатата недела, анализата ни беше за бај, тоа и се случи. Имавме овде ликвидити што не беше собран, но дојде до зона на интерес, еве го тој engulfing што кажувам дека кога ни дава engulfing, автоматски овој лоу ни постанува значен лоу, тука може да клајме стоп лос. Дава engulfing, дава брейк и ценава продолжува нагоре. Така да таа зона е валидна. Зошто? Иди на 4 сати, значи има да се случува, јас сакав да собери ликвидити, она што кажуваме, да се наполни пари и да продолжи нагоре. Има во некои ситуации кај што не собира, значи тоа одлучуваат големите играчи, не ние, но овде добиваме engulfing, брейк на EMA и знаеме дека цената треба да оди нагоре. GBP CHF, ова беше со стано, се сеќавам, даде некоја назнака, значи имаше 1 со 2 да се земи. Чекавме на daily реакција, ретест на daily отворен fair value gap за сел. Тоа беше од понеделников, значи имавме преголем fake movement, овде имаме evening star, значи не беше баш сјајно, но можеше да се фати 1 со 2 пушти во групата, но како и да е, ова недела едноставно цената заглави во зона на интерес, така да не би гледал нешто да се инволвираме во нешто нечисто што ми е, односно нејасна слика. Audi JPY можност за сел, имаме преголем engulfing candle во зона на интерес, ретки ми се очекувањата дека ќе има одма сел свеќа, значи следно што очекуваме пимбар, да има реакција, тек следната недела да имаме сел. NZD кет заглавена е, значи изминативе 10 недели во една иста точка. Audi CHF гледавме контратренд за бај до зона на интерес. Сега искрено не ме радува, немам чиста слика, едноставно стои ко вместо да стои ценава, така да нема што да гледаме тука. Audi USD исто ми е некаква, што знам, сел е, значи гледаме сел. Уствари контратренд сме пишале овде, бај се бај, но сел свеќа, бај свеќа, заглавени сме во некоја структура лево, зона на интерес имаме лево, така да ако тргнеме квадрат ќе може слободно овде да реагира за сел. Не ми е чиста сликата, не сакам да се инволвирам. Euro JPY консолидира, USD JPY е extremely bearish, но дава некои назнаки за бај, не сакам да одам контратренд. Не знам што ќе се случува со доларов, значи овде сентименто, фундаменто се булиш, доларов напред. Значи така да не би се инволвирал во таква глупост. Нема што да коментирам, овде гледате дека консолидира ценава, значи ова како ќе видам автоматски ја тргам в канта, јас викам тие што не ми се интересни директно в канта влегува. USD CHF Extreme Sales сме, значи пак се враќа на Extreme Low. На daily неам некоја посебна структура, да речем кај да чакаме овде engulfing, секој момент може пак да реагира за сел, така да не ми е интересен за гледање. Euro NZD заглавена во една точка, Euro Audi
гледавме бај пред 2 недели, знам заглави, значи одавде бај не би гледал. Селич, така да не гледам. GBP NZD, слична приказна. GBP USD да не ја гледам. USD CAD, не знам, аз кога ќе видам ваков вик, после контра, значи сме причини за бај овде. Ова е последен лоу, ова е последен хај, некаков си пимбар има. Ако видиме лево, да речам да бараме некоја си зона, нема зошто ти е нагоре за наа, значи погоре за наа. Холавде да реагира за бај, може, не велам не. Да реагира за сел исто може, не велам не, ама за мене нема чиста слика, не гледам. Еврото со доларот да не го гледам, евро кет овде немаше да бараме, значи цело време горе-долу, горе-долу. Чекаме или бајсе да се собери да дај некаква назнака за сел, или обратно, сел се да се собери да дај некаква назнака за бај. Овде немаме ни назнака, ни чисто консолидација. NZD USD, NZD USD можно за бај имам пишано, не би очекувал од ова зона да се врати, значи да се отвори свеќа, да имаме ритест до зона, па да оди бај. Така да би чекал некој си пимбар, па тек следната недела да имаме некаква реакција за бај. Така да ова е зошто не ги гледам. Значи, кога ќе имаме малку парови зошто гледам, ќе ги кажувам и овие зошто не ги гледам. Кога ќе имаме повеќе парови зошто гледаме, овие не се ни битни. Така да толку имам да кажам за маркет анализата. Имаме уште некои си 7-8 минути, ако сака некој нека постави прашање, ако не ќе му ги дајме овие 8 минути на Велимир, нека сподели што има со нас, не ми е Да, ако проблем. сакате може да ви. Така да, ако има слободно Представам прашање дело. пред да почне Велимир, прашајте. Слободно, ако нема, ќе оставиме да слушниме нешто ново. Многу ме бендисува кога ќе нема прашање. Значи, тоа значи дека сите знаат што правиме. Сите разбираат, да. Така. Или сите се страма, трето нема. Мала шала, така да ако не се чувствувате комфортно да прашувате прашање овде, слободно пишете во порака на Дискорд. Ќе одговориме и таму, не е проблем. Можеш, Велимир, да споделиш слободно. Јас тука Да, се. ќе го прекинам ова шер скринов, така да можеш да тереш. Шер, момент само. Само момент. Не се гледа уште шер скринов. Пробуваш нешто да шернеш, Сега, ама не се момент, гледа, еве го. чисто да знаеш. Чекај да видиме. Сега? Треба сега Те да го гледа, да, гледам. јас сликам малце. Едно сликче да имаме. Тери. Да. Вака. Сега, дечки, не знам колку сте запознаени со ICT концепт, меѓутоа, за некој тој ICT концепт може да изгледа многу комплицирано. Сега ја ќе пробам да ви го представам на многу едноставна работа и тоа само еден дел од тој ICT концепт. Се работи за dealing range, тоест за рейндж во кој оперира цената во моментумот и како можете вие да дојдете до трейдинг идеја, до позиција, значи во тој dealing range. Сега вака. Според ICT знаеме дека цената
Значи оди од liquidity, од internal во external liquidity и од external во internal liquidity. И сега како можеме тоа да го разбереме, значи да го сватиме? Имаме значи некој врв. И сега цената прави ретрейсмент. Кај прави ретрейсмент? Прави ретрейсмент у некој point of interest. Повторно, значи имаме break of structure, оно што го кажуваат. И сега повторно очекуваме, значи ова е internal liquidity, значи некој предходен врв е internal liquidity. И сега цената очекуваме да направи, значи, корекција, да се повлече. Кај може да се повлече? Значи, може да се повлече во три зони. Ја ги кажувам тие три зони на интерес. Првата зона на интерес е претходниот резистенс, значи претходниот врв, каде што цената може, значи или тоа што Диме често го користи, значи претходниот резистенс да стане супорт, или претходниот супорт да стане резистенс. Еве во случајов да го кажеме тоа дека се работи за претходниот резистенс, што може да стане супорт. И тоа го нарекуваме тука овој значи овој кендл што се наоѓа на ова место, значи што предизвикал сел, кога ќе биде прекршен го нарекуваме брейкер блок. Втората, Извини, значи ќе да прекинам тие елементи, му и кажеме како зона на интерес, зошто има брейкер, има ордер, имаш фервели, инвергентен, имаш ова екстернал. Тоа е сето користио како зона на интерес за да не ги збуниме. Чисто дај го зона на зона на интерес, интерес да има и меѓутоа ја си го сакам тебе модел. детално да им ги објаснам. Значи овие работи три зони на интерес користам и од кој едниот е брейкер блок, значи другата е fair value gap и третата е order блок. Значи цената може да се одбие од брейкер блок, може да се одбие од fair value gap, значи и може да се одбие да дојде во екстрим зона или order блок, значи да направи ретрейсмент од тие две зони. Ајде да го видиме тоа што го зборам, значи на чарт да го видиме и да го утврдиме. Сега сме на чартот на златото. Значи на daily чарт на златото. И ако може да видите, овде имаме некој предходен врв. Го гледате овој, значи потек, златото прави брейк на предходниот врв, значи прави брейк од structure. После тој break of structure, нели, очекуваме ретрейсмент. Кај прави ретрейсмент? Прави ретрейсмент у некој од овие зони на интерес што ги спомнав. Во случајов таа зона на интерес е овој брейкер блок, што се преклопува со овој fair value gap. Значи, таа е нашата зона на интерес. И гледате како цената ја ретестира таа зона на интерес. И сега, што значи дека ова е internal liquidity. Ако овој врв бил external liquidity, цената го земала тој врв и повторно, значи, се враќа во internal liquidity, во некој fair value gap, значи, да го потполни овој имбаланс и после тоа цената реагира од него и очекуваме дека ќе оди во некој external liquidity. Меѓутоа, дали тоа ќе се случи, ние на овој потек треба да ја читаме цената како таа реагира овде што се случува. Дали ќе го скине овој врв или тој врв ќе делува како резистанс, тоа ние не знаеме. Меѓутоа може само да забележиме што се случува во ова ниво. Исто како што во ова ниво гледаме што се случува, значи ни треба некоја конфирмација дека цената ќе продолжи булиш. Исто така во ова ниво кога ќе дојде цената, гледаме ние како таа реагира. Дали ќе има реакција и ќе продолжи bearish. И сега, дечки, што можеме да забележиме овде? Значи цената од овој потек овде, од овој fair value gap реагира и прави bull, значи bullish покрет. После тој bullish покрет повторно прави, значи прави break of structure овде, повторно прави корекција некоја, каде прави корекција во некоја зона на интерес како овој fair value gap или предходниот резистанс. Значи, ако ги гледате овие кендли овде, можеме да утврдиме дека цената неколку пати го допирала ова и не можела да го пробие. Значи, овој левел овде. Меѓутоа, кога конечно го пробила, кога прави, значи, pullback или корекција, таа го користи како супорт зона. И повторно имаме некој, значи, некој break of structure нов.
И сега, според ова што го гледаме, цената прави булиш покрет, значи прави higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. И сега во овој момент се наоѓа во корекција. Меѓутоа, ако можете да видите тука, цената веќе се наоѓа, значи претходен, значи не во некоја зона од интерес, претходен, значи ордер блок, ја го викам ова. Затоа што fair Извини, value че те работи, прекинам, има уште една минута. Може да се пушти да. нов линк и да продолжиме сега како има заинтересираност. Ако има заинтересирани, ја би продолжил да правам муабет за оваа Па, работа. така да го гасам овој линк